министар за економија, Кришник по повод јавната расправа за стратегијата за развој на енергетиката. Добар ден на сите од мене, почитуван председател на Академијата, академик Таки Фити, почитуван министер за економија, господин Крешник Бектеши, почитуван академик Каневче, водител на тимот од Академијата кои што беа подизведувачи, односно соработници во изработката на енергетската стратегија, почитувани дами и господа, представници на енергетските компании и сите заинтересирани за делот на енергетиката. Денеска е исклучително важен ден во кој што ја разгледуваме стратегијата за енергетиката за следните 20 години. Тоа го предвидува Законот за енергетика, тоа беше предвидено и во претходните закони, и оваа стратегија требаше да биде изработена во 2015 година, но за жал тоа не беше така. И еве после носењето на новиот закон во мај 2018 година покренавме акција за изработка на оваа стратегија. Средствата беа обезбедени од страна на англиската влада преку нивни фонд, за што јас ја користам оваа прилика да се заблагодарам на Кралството на Велика Британија за обезбедените средства. Тие како изведувач го избра PricewaterhouseCoopers, а PricewaterhouseCoopers стратегијата ја изработи во соработка со Македонската академија на науки и уметности, која што во ова е вклучена веќе подолги години. Стратегијата е исклучително важен документ. Тоа е практично законот како ќе се одвива енергетското живење на нашата држава во следните 20 години. Ако во енергетиката немате стратегија на долг рок, најмалце за 10 години, практично вие немате никаква стратегија. Затоа и овој документ се прави како еден план за 20 години. Многу е важно да кажеме дека во стратегијата се имплементирани сите трендови кои што се во светот, а прилагодени на нашата актуелна ситуација во државата. Прилагодени на ресурсите кои што ние ги имаме енергетски, за жал не многу богати, прилагодени за тоа што ние како можност имаме за развој на енергетиката, а при тоа со една и основна цел да се задоволи потребата од енергенси на граѓаните на нашата држава и при тоа да цената не биде значително покачена, односно да се има во предвид и ценовната политика на енергенсите, што е секогаш многу важно, бидејќи цената на енергенсите учествува не само во секое домаќинство како трошок, него учествува и во креирањето на било кој производ во индустријата, како еден од суштинските трошоци на производството. И вградена е во цената на секој производ. Затоа требаше многу знаење, многу стручност и многу чувство за економија и за енергетика, за да може да се создаде еден ваков документ. Јас секако учествував во разговорите во креирањето на овој документ, гледав, како да се запазат сите овие и да се направи баланс помеѓу сите овие аргументи, а при тоа да бидеме сигурни дека ќе имаме известна енергетска стратегија и известна енергетика во следните 20 години во нашата држава. Како што кажа и академик Фити, стратегијата предвидува 3 сценарија, едно е референтно сценарио, другото е сценарио на енергетска транзиција, за која што ќе кажам неколку збора, и третото е така наречено зелено сценарио, кое што во најголем дел се потпира на добар дел на обновливи извори на електрична енергија. И сите 3 сценарија се добри, секако референтното е она кое што веројатно е најлесно изводливо, меѓутоа и сите останати сценарија треба да бидат разгледани. Добро е што енергетската стратегија ја третира проблематиката на енергетска транзиција, што е нов современ израз, а тоа значи да транзиција од извори на производство на електрична енергија од загадувачка технологија, на јаглен и сите останати ресурси, да полека се преминува кон извори за производство на електрична енергија од обновливи извори или така наречени извори кои што се пријателски према животната средина. Се разбира, не е тоа секогаш возможно да се направи преку ноќ, поготово не е возможно да се направи за базната енергија во делот на електропроизводството, меѓутоа секогаш треба да се трудиме кон тоа и сите оние скептици кои што мислеа дека тоа не може да се направи на пазарна основа,
Проектот што го направивме мојот кабинет заедно со Министерство за економија, мислам дека во големо ги демантираше сите. А тоа е проектот за изградба на фотоволтаици, први 35 мегавата во Свети Николе и во Македонски Брод. Тоа се 35 мегавата, тоа е дупло, скоро дупло од се што е досега направено во нашата држава во претходните 20 години од фотоволтаици и за што државата трошеше сериозни пари, над 5 милиона евра годишно за субвенции, ама сега со новиот пристап, со пристапот значи на обезбедување на административни подлоги од страна на државата, а и тоа е работата на државата, да обезбеди една известност за инвеститорите. Само да подсетам дека ние како држава доделивме земјиште кое што беше неупотребливо за ништо, над 5-та и 6-та категорија, значи неземјоделско, земјиште кое што за ништо не беше корисно, да биде земјиште за изградба на фотоволтаици. Ние како држава одредивме одредени мали средства да тоа се урбанизира преку Агенцијата за планирање на просторот и преку Катастер. Преговаравме со Евана за приклучок на мрежа за да им обезбедиме на сите идни инвеститори известни и предвидливи околности за трошоци за приклучок на мрежа, што се исклучително важни. Значи, тие приклучокот ќе го платат, ама по унапред одредени цени, и тендерската постапка покажа не само што компаниите не бараа премиуми, значи државата тоа ќе кошта 0 премиуми во иднина, него компаниите и се надпреваруваат да дадат повеќе пари, значи се премина во позитивна аукција, за да кој што во државата ќе се наполни буџетот на Министерството за економија, за да може да инвестира во идни обновливи извори, во идни овакви проекти. Значи, на сосема комерцијална база, без никаквов трошок и товар на цената на електричната енергија, ќе се изградат нови 35 мегавати. Со задоволство можам да ви кажам дека тендерската постапка, односно електронската аукција е завршена за 19 од овие 35 мегавати и веќе во буџетот се очекува да се слеат над 2,5 милиона евра средства само од овие аукции, а денеска во тек ќе бидат аукциите електронски за останатите парцели, една 10 мегаватна и 3 по 1 мегават, кои што очекувам, значи, исто така се во позитивна аукција да на овие 2,5 милиони евра додадат нови средства. Вчера го подпишавме договорот за Осломеј, за 10 мегаватна фотоволтаична електрана, каде што инвеститор е ЕСАМА, и таму се постигна исклучително ниска цена, значи од 8,7 милиона планирани се подпиша договорот на 7 милиона евра, значи 1,7 милиона под она што беше предвиден во буџет. Тоа така изгледа ако знаете што правите, тоа така изгледа ако знаете како изгледа енергетика, и тоа така изгледа ако сакате да бидете транспарентни и да направите транспарентен процес, конкурентен, во кој што нема да барате други интереси, него ќе го барате исклучиво интересот на државата и на граѓаните. Тоа треба да биде патоказ што треба да се прави во иднина. Точно тоа е и дел од оваа енергетска стратегија, каде што точно кажува дека ваквите постапки и ваквите тенденции треба да бидат иднината на енергетиката на нашата држава. Би сакал само да кажам неколку збора за влијанието на енергетската стратегија за целокупното економско живење во државата. Енергетиката, со право беше спомнато дека е крвотокот на економијата. Бидејќи преку инвестирањето во енергетиката, практично не само што се зголемува инвестицискиот циклус во државата, него и се дополнително преку така наречените фискални мултипликатори, како што беа објаснети, се влие и врз дополнителните практично параметри во економското живење, значи и останатите, значи економски области и сектори кои што треба да придонесат во градењето на овие енергетски капацитети заживуваат. За да се постигне сценарието кое што е овдека предвидено, предвидени се во следните 20 години инвестиции до 17 милиарди евра. Тие 17 милиарди евра не може да ги обезбеди државата сама. И затоа
ние треба сите да бидеме свесни дека енергетиката треба да премине во рамките на приватните инвестиции, јавните приватни партнерства и тоа треба да биде генератор на странски директни инвестиции, домашни инвестиции и покасно мултипликатор на фискалните политики. Бидејќи ако државата ги решава проблемите само со задолжување, тоа не е решение за економијата, бидејќи тоа може да направи решение на краток рок и проблеми на долг рок. Затоа треба нашата економија да биде отворена, треба да биде отворена за инвестиции во делот на енергетиката и така да се разреши најголем дел од овие проблеми, а за сите оние скептици, само последниот тендер представува една убава лекција како тоа се прави. Јас се надевам дека во иднина било која влада што ќе дојде во следните 20 години, било кој да се занимава со енергетика, ќе го има овој документ како стратешки патоказ и овие постапки што беа направени во рамките на владата како пример како тоа се прави. Јас ви благодарам на сите на вниманието, ве поканувам да ја проследиме стратегијата презентирана од изработувачите и ја користам уште еднаш приликата да се заблагодарам и на амбасадата на Велика Британија, која што искажа спремност да го помогне овој проект, и на Академијата, која што учествуваше во изработката на истиот, но и на сите соработници мои во владата и во Министерството за економија и во мојот кабинет, кои што не се штедеа при изработка на истата. Ви благодарам на сите и се надевам дека ова стратегија ќе даде резултат во иднина. Благодарам.